По прозивките од страна на политичари до обвинителството и судот за куќниот притвор кој му беше доделен на Груби, од Сдруженијето на јавни обвинители апелираат до сите партии и функционери да се воздржат од јавна реторика која може да се протолкува како притисок врз обвинителите во нивното одлучување. Во изминатите денови сведоци сме на неодговорни изјави со кои одредени политичари селектираат и прозиваат поединечни јавни обвинители, коментирајќи ги јавно обвинителските одлуки без воопшто да бидат запознаени со конкретен предмет и докази. Ова кулминираше во политичките коментари во однос на определената мерка куќен притвор за еден од осомничените во предметот државна лотарија. Ваквата јавна реторика мора да пристане, а останатите институции да дозволат обвинителите непречено да постапуваат и да одлучуваат, стои во реакцијата на Сдруженијето на јавни обвинители. Откако вчера министерот за правда ја оцени одлуката за куќен притвор на Груби како скандалозна и ги повика Советот на јавни обвинители и Судскиот совет итно да свикаат седници и да утврдат дали има основ за одговорност кај судијата и јавниот обвинител, која побарали и одобриле оваа мерка, денеска председателот на Советот на јавни обвинители вели тие не се надлежни за тоа. Не требало Филков со име и презиме да го каже обвинителот, но тоа е негов личен став, смета председателот на Советот. Може да расправаме, ама нашата расправа е, како да кажем, треба ипак републичкото има и виш јавен обвинител, вишиот јавен обвинител, значи ги следи работите за конкретни предмети. Ние работиме само по жалба. Ниту Судскиот совет не може да бара одговорност од судијата кој го одобрил куќниот притвор по барање на обвинителството. Според законот за кривична постапка, судија не може да определи построга мерка од онаа што ја бара обвинителот. Судскиот совет нема да постапува во овој случај, вели председателот Камбовски. Судскиот совет секогаш, кога има законско властување и кога има потреба за тоа, постапува во конкретни случаеви, а во оглед на тоа што беше побарано од нас, сметам дека во конкретниот случај ниту еден од тие два услови не е исполнет барем сега за сега. Додека надлежните си ја префрлаат одговорноста, Груби останува во домашен притвор. Откако Груби беше на распит во обвинителството, отаму најавија дека и во наредните денови неговата одбрана ќе може да врши увид и во материјалите и во доказите кои што ги имаат обезбедено за поранешниот вице-премиер во истрагата која се води против него, односно за проневера во службата за проневерени 8,2 милиони евра во државната лотарија. Тамара Дичевска, Сител телевизија.